Име наред, господин Бачев, повелете. Многу беше кажано за лустрацијата, се разгледа практично од сите аспекти, и од легитимен, и од легалитет, и од хронологија на прописите. Во ова кратко време веќе се потрудам барем да кажам нешто ново, и јас се задржам на таа хронологија, но од еден друг аспект. Од еден аспект кој што е помалку познат во јавноста, како одеше таа лустрација на тоа политичко ниво, и со тоа фактички го искажам и мојот став, кој што на почетокот беше со еден ентузијазам дека ќе имаме една правична, ефикасна и брза лустрација, и за да мене да кулминира со едно разочарување, бидејќи јасно е дека е селективна и не е претерано, ако кажам, дури и перверзна и антицивилизацијска. Значи, некаде на 13 јуни 2006 година во мојата колумна во Шпиц, како председател на Народно движење за Македонија и дел од коалицијата тогашна на ВМРО-ДПМН, ја најавивме лустрацијата доколку победиме на парламентарните избори. Како што е познато, на 5 јули 2006 година победата дојде, граѓаните ја дадоа довербата и во рамките на таа коалиција се судрија, така условно да кажам, два концепти. Едниот концепт е познат во јавноста, го промовираше Либералната партија и Стојан Нанов како тогашен коалиционен партнер во владата. Другиот концепт беше наш, за кој што малку се знае во јавноста, бидејќи ги ја водивме таа преписка во заднина со таа комисија на носечката партија во ВМРО-ДПМН. Тогаш познато е, во јануари месец 2008 година беше промовиран, беше прифатен во коалицијата концептот на Либералната партија и тој доби официјална верзија во собранието, иако јас мислам дека предочивме доста аргументи од кои што може да се изведе заклучокот дека со тој закон фактички лустрацијата представува едно големо ништо и еден голем трик за манипулација со граѓаните. Например, колку што сеќавам, тогаш во тогашниот закон во членовите 42, 43 и 44 имаше одредби кои што практично спречуваа било кој да се лустрира во оваа држава, бидејќи беше јасно кажано дека сите тие категории на граѓани, од новинари, професори, попови, адвокати, медијатори, извршители, председатели на политички партии, може да се лустрират само ако самите тоа го посакаат во рамките на својата еснавска организација, како што предвидуваше законот, а илузорно е да се очекува дека некој сам ќе сака да се лустрира. Во летото 2010 година, гледајќи ги најверојатно согледувајќи овие вградени ефекти во тој закон, излезе премиерот Груевски и ја најави радикален пресврт во тој закон. И знаете, се усвоја тие измени и фактички тоа беше една сатисфакција, моја лична и на Народно движење за Македонија, со која што фактички беа вградени сите тие наши забелешки, од тогаш фактички се спречи универзитетски професори кодоши натаму да едуцираат нашата младина, но овие академици и писатели да не фалсификуваат македонска историја, новинари кодоши понатаму да не ја креираат, да го креираат јавното мислење, председатели на политички партии понатаму да бидат чинители и најбитно и олигарците кои што не беа опфатени до тогаш, ако што сметавме дека треба да бидат чепнати, бидејќи беше таа една групација која што знаете во тој процес на криминална приватизација 90-та година изврши едно невидено економско злосторство врз сопствениот народ, бидејќи целото тоа богатство општествено кое што го создаваа сите работни луѓе во социјализмот беше поделено меѓу десетина луѓе и сметавме дека барем да им дадеме една морална осуда, кога веќе приватизацијата станува мислена именка и дека нема да се спроведе. Значи, бија прифатени тие наши забелешки, но тогаш на сцена настапи Уставниот суд, направи една диверзија со која што ги укина сите тие одлуки и донесе едно решение за мене несватливо, една формулација во нивната одлука дека главен аргумент им беше дека после 1991 година во Македонија има воспоставен демократски режим и дека нема прекршување на човековите права од идеолошки и политички причини. А само еден податок да ви кажам, од некаде 15.000 досиеа кои што се водени од 45-та година во службата, кои што сега отидоа во архивот, внимавајте добро, 1/4 се водени во демократска Македонија, значи после 1991 година. А Уставниот суд почна да ја замајува јавноста дека од 1991 година ние имаме демократски режим и нема прекршување на човековите права. И кај мене така се јави еден оптимизам кога беа освоени тие измени, но сега видовме дека таа лустрација се измести од својата насока. Видовме дека е длабоко селективна, идејќи јас себе можам лично да потврдам тука дека има доста луѓе во првите и вторите ешелони во таа владина коалиција сегашна меѓу македонскиот и албанскиот дел, кои што се зрели за лустрација, кои што класично напредувале во кариерата од идеолошки и политички причини, што е всушност суштината на лустрацијата, но за жал гледаме дека нели таму сега тие одлуки се носат на гласување и не може да се спроведе на вистинска лустрација. И само накратко да кажам дека ние уште во тој концепт што го понудивме на ВМРО во 2006 година како коалиционен партнер, имавме едно решение за комисијата како да изгледа. Ние сметаме дека тие луѓе таму сега, да не бидам сватен погрешно, едноставно се изгубени во времето и просторот. Не знаат зашто одлучуваат.
најобична писарска улога вршат, се допишуваат со службата им кажува одозгоре, овие ќе прашат, овие ќе им кажат одозгоре кој е соработник, а кој не е. И затоа ние предлагавме во тоа време, во тој наш концепт на таа комисија да и се дадат, условно кажано, едни истражни овластувања, да можат лично да влегуваат, еве така фигуративно ќе кажам, во подрумите на тајната полиција и тие прашливи досија од 45 година да можат лично да ги гледаат. И дури предлагавме тој состав на комисијата да не ја замајуваме јавноста со таа нека одредба таму дека во неја ќе членуваат лица со високи морални и професионални особини. Ние стрикно се залагаме таа да биде партиска комисија во која што ќе членуваат барем координаторите на сите претенички групи. И сите тие заедно, рака под рака, во подрумите на тајната полиција и лично да ги гледат досијата. Тогаш сметавме дека ќе беа отстранети сите тие препокувања што се случуваат, бидејќи едноставно не може да едноставно ги се верува на очите, тоа што ќе гледат во тие соработнички регистри. Но за жал денеска еве гледаме, глумат некоја лудило дека тие членови во комисијата се непартиски, стручни, професионални, што нема врска, мислам, тоа го гледаме сите на отворена сцена. И може незнаеното најмногу се види кога беа појавени досијата на челници на ДУИ. Јас лично да кажам дека нема врска, дека се фалсификувани, тоа се автентични досија, иако беа во фотокопија, и ако се излезе со некој размисла дека тоа се фалсификати, јас ви тврдам дека кого да го земете вие од службата за државна безбедност, било кој што работел цел живот и 40 години да му дадете, не може да фалсификува лично досија. Тоа е една посебна методологија, ви тврдам дека на кого да му дадете таква задача нема да успее да фалсификува досие. И тука се види тоа незнаење на комисијата, бидејќи ако видовте добро во тие досија на челници на ДУИ, таму немаше подошење од идеолошки и политички причини, него тие луѓе што работници на службата на поранешната југословенска служба давале информации за набавка на оружје на Косово, за формирање паравојни организации, значи за рушење на меѓународно правно призната држава како што беше Социјалистичка федеративна република Југославија. Значи таму има квалитетни безбедносни сознанија, безбедносни податоци. Нема врска со идеолошки овие прилики и јас можам да кажам дека тие челници на ДУИ во тоа време биле југословенски патриоти, давале многу квалитетни сознанија, податоци на службата. Бидејќи како што кажав, тоа се безбедносни информации. Еве и ова не се случува денеска со тие неколку досија што излегува во јавноста. Гледаме се прикажуваат досија на луѓе кои што давале многу квалитетни податоци на службата на спротивување на действувањето на странски разузнавачки служби и дури имаше едно досие во кој што е даване податоци за спречување на тој исламски фундаментализам. Иако гледаме дека денеска тоа представува светска опасност, бидејќи исламскиот фундаментализам така е оценет од најрелевантните фактори. Така да според мене, значи да заклучам, според мене треба да престане оваа фарса во јавноста и мислам дека најсоодветно е да ги надминат суетите партиите и едноставно да го прогласат овој процес за неуспешен и да го прекинат, бидејќи јасно е веќе, еве и претеничката од СДС беше тука, иако не кажа јавно, меѓу редови јасно се навестува дека доколку победат и они ќе прават своја партиска илустрација. И тоа до кај ќе не одведе, да сме живи и здрави, пак ќе видиме.